Добар ден на сите. Оваа пресконференција е тематска пресконференција за проектите кои што владата на ВМРО-ДПМНЕ ги применува во областа на образованието. Значи, владата на ВМРО-ДПМНЕ во своите реформи во делот на образованието доследно се придржува до националната стратегија за развој на образование 2005-2015 година, која што е донесена во 2005 година од страна на парламентот на Македонија, како надпартиска платформа која што ги диктира насоките во кои што ќе се развива образованието во Република Македонија. Во таа насока, владата на ВМРО-ДПМНЕ стапи со реализација на 9-годишното основно образование. Деветолетката во Република Македонија е успешен проект, затоа што пред се е проект кој што се применува повеќе години во развиените европски земји, како што се Норвешка, Шведска, Данска, Велика Британија, Словенија, во делот од земјите од нашето обкружување, како што е Србија, и овој концепт на основно образование е концепт кој што им нуди на учениците да добијат образование кој што ќе им даде компетенции и вештини да живеат во модерното општество. Концептот кој што СДСМ го предлага во својата програма е прилично ретро концепт кој што е надминат во нашата земја во 1958 година, кога се напушти системот на 5-годишно основно и 4-годишно ниже средно образование и се пристапи кон 8-годишно основно образование. Деветолетката е успешен проект, пред се затоа што ги следи развојните карактеристики на децата, затоа што ја зајакнува воспитната компонента, која што и такако е потребна за младите луѓе кои што живеат во модерните општества, и нуди различни содржини за зајакнување на оваа компонента. Пред се воведува содржини за животни вештини, кои што се воведуваат од 1 до 9 деление, содржини од областа на етиката, религијата и така натаму. Деветолетката е успешен проект затоа што им овозможи и на родителите, и на децата, особено на децата, да се стекнат со квалитетно образование, а родителите да ги намалат трошоците за дополнително образование на нивните деца, затоа што им овозможува изучување на англискиот јазик од прво деление. Предметот информатика стана задолжителен предмет, значи е позастапен, се користат различни современи методи на настава, значи се напушта фронталниот начин на држење на настава и се применува интерактивна настава, поголема партиципација на учениците во текот на наставниот процес, учење преку проекти, насочени наблюдувања и така натаму. Деветолетката овозможи реформирање на наставните планови програми во образованието на децата со посебни потреби и особено залагањето за вработување на стручни лица, за вработување на дефектолози во рамките на основните училишта. Исто така, со деветолетката се изврши и реформа која што не беше направена со децении наназад во нижите музички училишта. Владата на ВМРО-ДПМНЕ покажа дека е доследна во залагањето за подобрување и на квалитетот на образованието и на квалитетот на оценувањето, со што ја воведе успешно државната матура и со тоа станавме лидер во регионот во спроведување на државна матура, бидејќи сме и пред Хрватска, и пред Србија, и пред достанатите соседни земји во реализацијата на државната матура, и секако со залагањето за концепт за екстерно тестирање ќе се овозможи поголема објективност во оценувањето и подобар квалитет во оценувањето, а исто така и овозможување за кариерен развој на наставниците во основните и во средните училишта и подигнување и враќање на дигнитетот на наставничката професија. Благодарам.